Денес заедно со Сдруженијето Мобилност Скопје и Националниот сојуз на лицата со телесен инвалидитет на Македонија, Мобилност Македонија, одбележавме значаен ден со марш во чест на лицата со мултиплекс склероза, параплегија и дистрофија, објави заменик министерот за социјална политика, демографија и млади Ѓоко Велковски на социјалните мрежи. Представниците на Мобилност ги искажаа своите приоритети од областа на социјалната и здравствената заштита. Министерот Велковски нагласи дека енергијата треба да се насочи кон директна подршка и решавање на долгогодишните предизвици. Само така можеме да овозможиме полесен и попристапен начин на живење за сите наши сограѓани. Продолжуваме со посветена работа и конкретни чекори за инклузивна и праведна иднина, истакна Велковски. Летното работно време на јавните површини наменети за паркирање зонско на јавното претпријатие Градски паркинг Скопје започнува од 1 јуни. Работното време во зоните А, Б, С и Д ќе биде од понеделник до сабота од 7 до 23 часот. Им препорачуваме на сите корисници на нашите услуги да бидат внимателни и навремено да извршат наплата при паркирање, согласно наведеното работно време, со што би се спречило нивно казнување. Наплата за час паркирање може да се изврши преку SMS порака, греб картичка, скенирање баркод и преку мобилната апликација parking.mk, информираат од претпријатието. Градоначалникот на општина Центар Горан Герасимовски информира дека реконструкцијата на салата работнички се одвива во полнек, каде што во моментов се бетонира подлогата, што представува една од клучните фази во процесот. Работиме интензивно култната сала да блесне во ново руво. Во тек е втората фаза од реконструкцијата, каде што ја бетонираме подлогата според невисоки стандарди. Го враќаме сјајот на нашиот работнички од септември. Нашите кошаркари се враќаат дома на победнички терен, истакна Герасимовски. Втората фаза предвидува целосна реконструкција и проширување на теренот, поставување нова еластична подлога според ФИБА стандардите, обновување на гледалиштето со нови седишта, реконструкција на соблекувалните и туш кабините, како и поставување на климатизација и подно грејење, велат од локалната самоуправа. Градоначалникот на општина Аеродром Дејан Митевски присуствуваше на започнувањето на изградбата на нов парк во Горно Лисиче покрај улицата Божен Николов на површина од 3500 квадратни метри. Новиот парк ќе ја замени дивата депонија што со години се таложела покрај стадионот во оваа населба. Ке прерасне во убава и функционална зелена оаза за жителите на Горно Лисиче, информираат од општината. При увидот, градоначалникот е запознаен со динамиката на изградбата. Во првата фаза расчистување на теренот и шутот, потоа негово рамнење и на крајот зазеленување на површината, нејзино осветлување и хортикултурно уредување, со патеки, клупи и канти за отпадоци. Целта на инвестицијата е да создадеме место за рекреација, дружба и опуштање, со тоа да придонесеме за еколошко подобрување на околината. Подигнувањето нови зелени површини и покрај постоењето на голем број паркови е дел од стратегијата на општина Аеродром за унапредување на животната средина и подобрување на квалитетот на живот. Остануваме посветени на транспарентно и навремено информирање на јавноста за сите проекти што се реализираат во општина Аеродром, истакна Митевски во својата Facebook објава. Председателот на ЗЕЛС и градоначалник на општина Киселавода Орце Ѓоргиевски заедно со заменик министерот за социјална политика, демографија и млади Ѓоко Велковски денеска беше дел од настанот кој се одржуваше во јавната установа Детски дом 11 октомври Скопје по повод денот на згрижувачките семејства и меѓународниот ден на детето. Денешниот настан кој се одржува под мотото "Љубовта започнува дома, биди херој на едно детство, биди згрижувач", има длабока порака која не потсетува на суштината на човечноста, љубовта, грижата и подадената рака за оние на кои има најпотребна. Како градоначалник на општина Киселавода со гордост можам да кажам дека во нашата општина моментално функционираат 15 згрижувачки семејства, во кои се сместени вкупно 19 деца. Тоа се 19 лица кои нашле безбедност, грижа и стабилна средина за растење, истакна Ѓоргиевски. Како локална самоуправа, додава тој, подготвени сме да продолжиме да даваме поддршка за овие семејства и да работиме на подигнување на свеста, со цел да се зголеми бројот на згрижувачи. Најави дека како председател на ЗЕЛС
ќе почне кампања во сите општини низ Република Македонија, со цел, како што рече, да се зголеми бројот на згрижувачките семејства. Таму е Скопје, град мој љубав лише, што ми расте сни. Вечно